Во принцип, сите политички партии од самостојувањето на Република Македонија имаат проблем со идентитетот, односно имаат проблем со нивното политичко действување во политиката во Македонија. Тоа е од причина што сите политички партии се основаат врз основа на големи принципи напишани во хартија, а завршува за тесни лични интереси во владата. Тоа е во принцип и од 91 од самостојувањето на Република Македонија се до ден денеска. Така што немањето на концептот, односно секоја политичка партија албанска во Република Македонија, единствената цел го почнуваат со интересите, односно големите интереси, националните интереси на албанците, а завршуваат за лични интереси за тендери. Така што тој хибридни, односно тие хибридни идеи што ги има внатре и хибридните действувања после завршуваат со консултации, односно земање на импулси кај косовскиот премиер, кај албанскиот премиер во Албанија или кај меѓународната заедница. 22 години Дуи го употребуваше картата дека така им наредуваат со консултации со меѓународната заедница, со консултација со нивните пријатели во странство, така што 22 години тие го гледа само нивниот личен интерес и за 22 години сите станаа милионери, а албанците завршува во европските држави. Така што конечно во 2022 година од притисокот на јавноста и од притисокот на експертите, аналитичарите, благодарение и на медиумите, успеавме да ја наметнеме идејата, односно кај странците, дека Дуи ги злоупотребува истите. Од 2022 година странците му забранува на Дуи да ги употребуваат странските дипломати или странските центри за нивен личен интерес и тие завршија во опозиција во 2024 година. Истото, да не забораваме, го прават и ден денеска и политичките партии кои се во власта, кои од разлика од другите политички партии, овие немаат капацитет интелектуално да ги менаџират институциите и се покажуваат кај албанците дека немаат влијание во сегашната влада, дека се минорни, а не е така. Тоа излегува само како резултат на тоа дека тие немаат капацитет првин да се справат со институциите, бидејќи го немаат тие кадарот, или ги поставуваат нивни лични пријатели или тесно семејни луѓе кои раководат со институциите. Тоа е првото. Така што Дуи не се помируваше со ситуацијата 2024 година и ги пратеше писмата во европските и во странските центри, кога тие во минатото ги смета како сојузници, пријатели, односно големи пријатели, секој граѓанин кој ќе ги видеше тие скандали, односно корупција кај нас, и тие ќе ги спомнуваат секогаш кога ќе ги фатија тие во корупција странските служби, имавме впечаток во државата дека странските служби заедно со Дуи прават криминал во нашата држава. Така што да се вратам уште еден тоа што на Дуи му ставеа X на политичко действување во 2022 година се случува во 2024 и тоа односно еден одговор што имаше од странските центри, односно Даниел Сервер, кој им кажува дека политичките партии треба да се помируваат во опозиција, односно во големата политичката партија во Дуи. Така што и ден денеска тие не се помируваат и нема да се помируваат никогаш, тие ќе се обидат секогаш да најдат канали за да се вратат во власт. Кога се формираше ВЛЕН, пошто тоа односно поделувањето на ВЛЕН не се случи одеднаш. Но поделувањето на ВЛЕН се случи за многу причини и заради многу други фактори кои генерално може да се кажат 2-3 се најважните. Прво, ВЛЕН кога се формираше како коалиција, тогаш се договориле, односно под влијание на премиерот Албин Курти, Арбен Таравари како поистакната личност, како подобра личност, да не кажам, кај сите етнички заедници во државата, да биде кандидат за
председател на државата и тој го прифати. Ја прифати таа битка, ја го изгуби, но имаше добар резултат. Тогаш се договориле политичките партии внатре, 4 поголеми политички партии, да им овозможуваат на Арбен Таравари во пратеничките места во собранието тој да има 33%. После тоа, кога влегува во владата, се прави промената, секоја политичка партија во владата да има колач од 25%, значи 4 политички партии по 25%, 100%. И тука Арбен Таравари не се согласил. Дополнително што кога ги поделиле позициите во владата, не се можеле да се договорат, бидејќи албанските политички партии имат еден голем проблем од 91 година. Сегогаш се обидуваат тоа да го прават, односно да ги земат тие места кај има повеќе пари. Тие мислат дека власта и моќта на институциите се кај парите. Тие не се благодарни, односно немат визија секоја институција да ја раководат честно, односно да ја раководат исто равноправно. Туку тие равномерно. Тие сакат секогаш институциите да ги земат тие кај имат повеќе пари, повеќе можност да прават тендери и повеќе можност да вработуваат луѓе. Така што тие ги поделат на големи институции и влијателни институции во смисла на моќта на парите. Така што не може да се договорат тука и одлучиле да ги поделат на ждрепка. Но ждрепката очигледно на лото, односно на бинго, повеќе среќа имало алтернатива, така што ги добија сите највлијателни институции, да не кажам во државата, кај има претежно или големи вработувања или па имат повеќе пари, односно буџет, што е буџет на сите нас, односно буџетот на државата, да бидејќи тие го пресметуваат во овој момент дуи дека тој буџетот е фамилиарен буџет. Така што првата пукнатина било тука, втората пукнатина помеѓу нив било во моментот кога ги поставуваат кадрите. Особено демократското движење на Изет Меджити, пошто тесно поврзано со ДУИ, почна да ги стават на тие позиции или пријателите, или роднините, или ги поставиле луѓето кои не биле ни во влен во изборите, односно ги прештекале од ДУИ после изборите. И третиот политички проблем, односно внатрешниот проблем, бил на поделувањето на општините. Бидејќи тие кога се договориле по 25% и се подразбира дека кога ќе почнат да ги избират, значи првиот круг да ги избират кои општини ќе владеат, се подразбира дека тие 4 политички партии ќе ги избират тие кај им е базата. Така што Арбен Таравари во Гостивар, Билјалка Сами во Тетово, Изет Меджити у Чаир, ама редовна алтернатива е директно во Сарај. Така што кога ги имаш двете општини Чаир и кога имаш Сарај, ти си веќе дел и во градската власт, односно во градот Скопје. Така што Арбен Таравари по секоја цена овие се обиделе да го држат надвор од овие две општини со цел да не нема во следните локални избори колач во локалната власт, односно во градот Скопје. За да не може да прерасне како политичка партија. И тука успее Изет Меджити да го тргне најголемиот конкурент и за лидер на влен. Така што го подели алијанса на два дела. Едниот дел отиде со Арбен Таравари, минатиот дел отиде со Зијадин Села и еден дел од алијанса остана веќе во делот на Вреди, да не забораваме дека министерот за здравство и министерот за добро владење во владата, односно вице-премиерот, се дел од Вреди. Така што мислам дека четвртиот најголемиот проблем што го тера Арбен Таравари да излезе од владата беше тендерот со Џока Construction во клиничкиот центар, каде најверојатно ова е главната причина за тој да излезе од власта, бидејќи кога тој секогаш имаше своји ставови дека во владата се е окей, дека се е добро, се е оди како е планирано една година, но кога му пропадна тендерот, односно кога владата му укинува тендерот, тогаш тој почна да ги менува ставовите.